Тоа е она што всушност мислам дека денес се случува во Бугарија, полека го менува својот модел на однесување кон Македонија и од оној историски модел. Ја не сум Дански Гоце Делчев и така натаму Крсте Петков Мисирков, полека оди на две други прашања. Првото е прашање тоа на бугарски пасоши, кај што некаде се процена повеќе од 100.000 македонци има добиено бугарски пасоши, некаде околу 150.000 се во одредена процедура. И вториот модел кој вие го заговарате, тоа е всушност моделот со инвестиции да се освои македонската економија. Значи, ние като в София, това за вашите зрители да го знаят, са над 70% от чуждите инвестиции в България. Над 70% от парите са в България влезли. И то мене ми е прашањето дали Бугарија поменува својот модел во однос на Македонија. Момент само да кажа. Значи проектот е различен. Това значи ли, че като идват най-големите гръцки инвеститори, австрийски, немски, испански, те придобиват контрол на нашата икономика? Дали имате проблеми со Грција во однос на идентитетот? Дали имате проблем со Австрија во однос на идентитетот? Дали Австрија вели дека не постојат бугари? Знаете, овде се многу покревки работите. Значи вашите изјави, ние ги правиме крехки с тебе. На бугарската политика е токму во тој правец. Македонците еден ден ќе се освестат дека не се македонци, туку се бугари. И тука е проблемот. Тоа дава веројатно дополнителна тежина на целиот овој проблем. Не, никога това не може да се случи. Никога нема да се случи. Дали за целиот овој проект стојат бугарските служби со пасоши, со инвестиции да се освои Македонија? За тој проект на грците стоја точно грчките служби, кои некаде 90-те години разработија таков модел на однесување на Грција кон Македонија. Аз бих ви посъветвал тези теми ги служете назад, защото нито българските служби са толкова силни, за да го направят и толкова надалече да планират. Убеден съм, че България няма такава стратегия. Никоя партия, включително и моя, за асимилиране на македонското население. Не треба да се заборави фактот дека во изминатите неколку години се убиени повеќе од 100 големи бугарски бизнисмени или така наречени бугарски тајкуни. И тоа е всушност фактот кој дополнително го прави опасен тој бугарски капитал при неговиот влез во Република Македонија. Целата таа работа е дополнително обременета или дополнително гарнирана со фактот дека всушност Бугарија секогаш важела како одредена голема пералница на тој така наречен нечист руски капитал и всушност последната гасова криза која се случи некаде на почетокот на оваа година ја покажа целата таа зависност на бугарската економија од тие така наречени валкани руски инвестиции. Дел од овие големи тајкуни се присутни во Македонија со своји акции или со своји банки. Да. Сега говореше, че и Първа инвестиционна банка и Централно кооперативна банка имат големи дялове в македонски банки. Се говори дека Иво Прокопиев има своја банка во Македонија. Тој е Капитал банка. Да. Колку бугарски инвестиции има во Македонија? Според информацијата со која се располагам, дел од овие мокни бугарски тајкуни или бизнисмени или олигарси, кои не сакате така да ги наречете, веќе се присутни во Македонија преку помалку или поголем процент на портфолио во одредени банки и осигурителни компании. И Васил Бошков, и Ковачки, и Иво Прокопиев во Капитал банка. Претходно беше заинтересиран ДЗИ, господинот Кјулев. Прв од сите од нив влезе Мултигруп во Балканска банка, во рудникот Бучин во Радовиш и така натаму. Значи дека тие бугарски олигарси полека освојуваат Македонија. Аз не бих казал, че те усилват. Не трябва да смята, че навлизането на инвестиции в една страна означава, че тази страна е поставена под заплаха. В край на краищата капитала пристига и произвежда. Той произвежда блага. Така, например, в България, в цялата ни банкова система е навлезла изключително само чуждестранен капитал. В България няма нито една единствена българска банка. Значи нямате нито една банка, која е чисто българска? Само една българска банка, това е Първа инвестиционна банка. Другите всичките са чуждестранни. Во македонската колективна меморија се уште е свеж фактот дека првата бугарска компанија која инвестира во Македонија е така наречениот Мултигруп и таа инвестира во тогашната Балканска банка и во рудникот Бучин во Радовиш. Подоцна Мултигруп всушност се врзуваше во одредени контраверзи околу можниот атентат врз Киро Глигоров. Сега доаѓаме до клучното прашање кој веројатно внесува најголем страв кај македонските граѓани, а тоа е колку е чист бугарскиот капитал кој би можел да влезе во Република Македонија. Секогаш во Македонија постои сериозно стравување за чистината на бугарскиот капитал, односно колку Бугарија на некој начин перална на одреден валкан капитал тука на Балканот. Не. Вече доста сериозно се работи по тази тема. Структурите на ОЛАФ проверяват всичко. Брюксел контролира до голяма степен вече процеса
И аз мисля, че няма такава опасност за Македония. Знаете защо я прашам? Првиот бугарски... Освен това, аз доколкото знам, в Македония няма нещо, което да е останало за приватизация. По-горе-доле све приватизирано. Това е всичко приватизирано. Гърците вероятно беа побрзи од вас, вие попаметни од вас и све што вредеше го приватизира гърците. Това и казах между другото. Да. За Мак Петролиум мисля, че да. Мак Петрол не е приватизиран, тук би можеле, ако се најдете нешто да се договорите. Мегуто, знаете што е страва? Стравата е дека првата бугарска компанија која влезе во Македонија беше Мултигруп. Влезе во Балканска банка и подоцна влезе во рудникот Бучим. И вие знаете подоцна што се случуваше, сите тие спекулации, заврзување на Мултигруп со атентатот врз Киро Глигоров. Да, за съжаление, што постојат кај нас. За съжаление, в нашия преход в България тези 20 години има и такъв период на Мултигруп. Мултигруп тогава беше държавата почти. Значи държавата всъщност беше Мултигруп. Много силни връзки имаше между Мултигруп и държава. Българските служби, бившата държавна сигурност. Участвува в формирање на Мултигруп. Сега Мултигруп я няма почти. Аз не знам дали имат влияние някакво. И има друг проблем. 125 високи, много богати български тајкуни беа утепани во изминатите 5 или 6 години и без малку ни едно од тие убиства не е разчистено. И тоа ги плаши македонските граѓани. Много са разчистени. И се знаят, просто нашата съдебна система е много така бавна в отдаването на правосъдие, защото е тристепенна, имаше доста пропуски в законите и всичко това сега се реформира и се прави. На крајот сега е уапсен и господинот Ковачки. Беше уапсен, значи еден од најголемите инвеститори бугарски во Србија. Имаше најави дека ќе влезе во Македонија, многу близок соработник на еден од вашите коалициони партнери. Знаете, постојано... Смисъл? Как? Беше уапсен поради одреден стопански криминал. Да, но къде е? На кой наш коалиционен партнер? Мислам дека беше партијата ВМРО СМД. Многу близки односи помеѓу Каракачанов и помеѓу Ковачки. Ние нямаме коалиция с тях. Имате коалиција во Пловдив, имате во некои поголеми градови во Бугарија, на изборите локални. В Пловдив имахме общ кандидат за кмет. Да, заеднички кандидат, меѓутоа блиска соработка имавте. Затоа ве прашуваме... Сега знаете, че отношенията са ни крайно обтегнати с тях, за да го коментирам. И тоа е всушност оно што влева страх. Значи никој не се бори против бугарскиот капитал, значи да нема никаква дилема. Македонија просто плачи за поголема количество на капитал, дали од Бугарија, дали од Грција, дали од Австрија, Германија. Проблемот е стравот што постои кај македонскиот народ. Колку е чист тој бугарски капитал, бидејќи ова гасова криза што ви се случи пред еден месец, покажа дека Бугарија е многу зависна од рускиот капитал и дека тој руски капитал можеби се пери преку Бугарија на Балканот. Да, въпросът е логичен, но аз мисля, че няма такава опасност. Горе-долу познавам системата и мисля, че тя все по-добре ще работи.